Во Националната установа Завод и музеј Штип од 2011 година постои етнолошка поставка во која во почетокот биле изложени само народни носии, а по ремоделирањето во 2017 поставката била збогатена со многу други елементи. Изложени се народни носии од регионот, потоа облека од крајот на 19 век или позната како ала турка и од самиот почеток на 20 век, позната под името ала франга, кроена и шиена по европската мода која жените во минатото ја носеле. Сите овие експонати во етнолошкиот оддел се наоѓаат како заложба на етнологот Бети Иванова, која истакна дека по ремоделирањето во 2017 етнолошката поставка е збогатена и со накид. Изложен е импозантен број на декоративен дел од секоја облека за народната селска и за градската носија. Најголем дел од предметите и облековните елементи кои се изложени во етнолошката поставка се во сопственост на Штипскиот музеј, а останатите елементи се подароци од граѓани или откупени од некој од нив, дознаваме од Иванова. Застапени се пафти, значи тоа се метални колани кои што биле дел од селската народна носија, додека имаме голем број предмети кои што биле украсен дел, значи составен дел на облеката и на луѓето од крајот на 19 век, исто така, значи почетокот на 20 век, представени со прстени, нараквици, гердани, како што можете да забележите во самата поставка, метални колани и застапени монистрениот накид кој што го изработувале самите жени и девојки. Во последниот период помалку имаме подароци или откупување со оглед на целокупната ситуација во земјата, меѓутоа сепак она што е останато овде е за почитување и за вреднување што го имаме во музејот. Облеката од различни периоди на животот на жителите во овој дел од Македонија предизвикувала големо внимание од страна на домашни и странски туристи, но состојбата со COVID-19 допринесе до тоа, како и за останатите сегменти во општеството, да стагнираат и туристичките посети. Посетители кои што доаѓаа организирано преку туристички агенции, самостојни посетувања или пак слушнале дека имаме збогатување на поставката, па доаѓаат да го гледат. Сега со оглед на целата ситуација во 2020 година редуциран, намален, дури и нема посетители, меѓутоа се надеваме дека се брзо ќе заврши и повторно ќе биде во функција онака како што си беше порано. Периодот без туристи Иванова го користи за изготвување на проекти со кои Националната установа Завод и музеј Штип аплицира до Министерството за култура. Проекти кои се однесуваат на нејзини истражувања во областа на занаетчиството од крајот на 19 и средината на 20 век, но и за ракотворбите на жените од тој период па и сега. За сите досегашни проекти Иванова истакна дека наидува на позитивни реакции од Министерството, а истото го очекува и во иднина. Занаети и занаетчи кои што постоеле во Штип, кои што работеле во Штип и кои што биле поврзани со облекувањето, со модата во Штип. Друг проект е исто за наетчиството низ Штип, во Штип низ веговите, значи тоа е еден малку поголем проект кој што е оваа година ќе биде само во истражување. За наредната година ќе видиме како ќе биде собраниот материјал и ќе видиме како ќе се одвива реализирањето на самиот проект. И уште еден проект кој што етнолошкото оделение ќе го направи, тоа е жената чувар на традицијата, во која што ќе бидат изложени ракотворби од жени, значи везени, плетени, за да се види она што жената го изработувала во минатото, па и сега. Во меѓувреме, додека се реализираат овие проекти, Иванова истакна дека сите изложени експонати во етнолошкото одделение заинтересираните може да ги видат во музејскиот водич на етнолошката поставка издаден во 2019 година. Истиот наскоро ќе биде објавен и во електронска форма на веб страницата на Штипскиот музеј.